За време на неговата председателска кампања, Доналд Трамп рече дека најлошиот проблем на Америка е илегалната имиграција. We're going to have the largest deportation in history. I'm not proud to say that either, but it's a tough thing to do. Откако победи на изборите, Трамп сподели објава на социјалните мрежи во која вели дека ќе прогласи национална вонредна состојба и ќе распореди американски војници да помогнат во тие депортации. Нејасно е како американската војска би можела да се искористи за извршување нова ветување за масовни депортации, вели професорот по право на Универзитетот во Њујорк Джозеф Нун. It really depends on what exactly the president is contemplating in terms of how he wants to use the military. Whether he wants the military directly participating in law enforcement or providing more indirect support to a federal deportation operation. Том Хоман, кој именуван да се справува со ова прашање, планира поагресивен пристап за депортација и зголемено воено учество. Who have massive deportation operation, and we're going to try to find over 300,000 children that were released by this administration. Хоман цитира извештај за домашната безбедност кој покажува дека над 32.000 малолетници без придружба ги пропуштиле судските рочишта, додека повеќе од 290.000 не добиле известување. Експертите за имиграција тврдат дека ова не мора да значи дека тие се исчезнати, некои можеби се уште се на нивните наведени адреси. Mass deportation is not the only option. Congress could instead create a new path to permanent legal status, allowing many people already living here to file an application, go through a background check, pay a fee, and get their papers in order. Судскиот комитет на Сенатот оваа недела разговараше за предизвиците на масовните депортации, при што демократите рекоа дека тоа може да и наштети на економијата. The fact is, there are millions of undocumented immigrants living in the United States today who are working in industries critical to our entire economy. И републиканците го нагласуваат владењето на правото. We will follow through on the orders of removal by immigration courts, and again, we will not accept lawlessness and criminality in the United States as the new normal. Федералните закони го ограничуваат военото вклучување во цивилното спроведување на законот без одобрение од Конгресот, но овластувањата за неитни случаи ќе му дозволат на председателот да распореди војници за да обезбеди логистичка поддршка. Некои експерти велат дека војниците немаат обука за спроведување на имигранти. Every service member who gets pulled into a domestic mass deportation operation is a service member who isn't doing their normal job and isn't fulfilling their ordinary national security role. Сојузната држава Тексас и нуди на администрацијата на Трамп повеќе од 550 хектари за изградба на објект за обработка и притвор за, како што вели комесарот за земјиште на државата, најголемата депортација на насилни криминалци во историјата на нашата земја. Новоизбраниот председател Доналд Трамп планира да ги депортира сите нелегални мигранти кои се наоѓаат во САД за време на неговиот 4-годишен мандат. Трамп исто така рече дека со стапување на сила на функцијата председател на САД уште првиот ден ќе даде извршна наредба за укинување на правото добивање американско државјанство со раѓање, кое е пак уставно загарантирано. Како сето тоа ќе го направи, останува да видиме. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.